Лошото урбанистичко планирање и градба се дел од официјалната листа на причини поради кои пожарот во атинската населба Мати однесе стотина животи. Има ли Скопје такви црни точки? Ситуацијата е во одредени случаи алармантна. Не постои можност да помине противпожарно возило. Како од безбедни некои населби станаа ризик за пожари? Овластувања давале на кои стигнале. Се манипулира во урбанистичките планови со бројот на жители. Има ли начин да се поправат грешките? Пожарникарите од Скопската бригада тргнаа во акција. Во просек имаат по 4 интервенции дневно. Неретко на социјалните мрежи се споделуваат информации дека пожарникарите не успеваат да се пробијат до местото на пожарот поради сообраќаен метеж или погрешно паркирање. Градежен гори, а пожарна не може да влезе. Гори кровот на Градежен и на Архитектонски факултет. Полиција и пајаци расчистуваат пат за пожарна. Градежен гори, а кола не се мрда на раскрсницана да поминат пожарните. Строгиот центар, односно Дебар Мало, но ништо подобра ситуација немаме и во тие понови населби како што е населбата Аеродром или населбата Ново Лисиче, каде што ситуацијата е во одредени случаи алармантна. Проверивме на терен. Ова е улицата Славка Недик во Скопско Дебар Мало. Речиси сите влезови на зградите се блокирани од автомобили, а терасите од становите се на самата улица. Истата слика е низ цело Дебар Мало. Жителите се свесни за опасноста, но велат дека се немокни. Противпожарно возило може ли да помине? Не може. Толку е пренатрупано. Не може. Ова Дебар Мало, гледате, катанга е, тесно све. Згради големи, многу луѓе, многу коли, никој нема гаража, ретко кој. Да направат со моторчиња, противпожарни моторчиња, не може камион противпожарен овдека диде. Ова е завршена приказка. Тој што требал на времето да води сметка, за нешто друго си водел сметка, не за овие луѓе овдека што живеат. Загрижувачка е и состојбата со улиците во Чаир. Да имаш барем 6 метра најмалку. Најмалку 6 метра да имаш. Што има тука? Не може ни колата, не камион. Треба да се змени читава ова инфраструктура по овие тесните улици. Ако дојде време некогаш да се случи тоа. Не дај Боже да има нешто пожар, неки може да поминува ни една кола. Што мислите, кој е виновен за ова? Локалната власт или и граѓаните? И тие и граѓаните, и двете. Граѓаните зашто фатиле, го стесниле улицата, а власта не преземат мерки. За противпожарните екипи проблем е и отстапувањето од правилниците за колективно домување. Оние предвидени мерки за заштита од пожари не се испочитувани, односно не се во исправна состојба како што се хидранската мрежа, вратите за противпожарна заштита, за спречување на ширење на пожарите по хоризонтала и вертикала, така да тие работи се уште нешто што дополнително ни го отежнуваат она што е наша задача интервенцијата. Законските прописи налагаат секоја фирма, институција или станбен објект да имаат минимална безбедносна опрема и план за евакуација. Иако поголемиот број на згради и институции имаат план за евакуација и противпожарен апарат, обуката често пати изостанува. Ако порано било правило, сега е исклучок дури за учениците кои во наставните програми немаат вежби за евакуација, а поголем дел од училиштата се и без безбедносна проценка на ризик. Надлежни за издавање градежни дозволи и изработка на урбанистички планови се општините. Растечката јавна свест и притисок за опасностите што ги носи трката по инвеститори во стамбени згради во Скопје даде ограничен резултат засега во општина Центар. Се уште е на сила мораториумот за нови градби, а пред 2 месеца не помина измените за детален урбанистички план во Капиштец, каде до училиште беше предвидено да никнат згради. Последниот урбанистички план е супрен најмногу заради неусогласености во бројките кои ги откривме, намените на објектите кои одеднаш претрпуваат намена од еден тип во друг и заради додадените висини со што само ќе се направи уште поголема густина на живење
која не е во согласност ниту со генералниот урбанистички план, ниту пак со квалитетот на живот на луѓе во тој простор. Но не е само Капиштец, проблематични се речиси сите планови, вели Белчева. Според законот, изработувачот е обврзан да ги побара сите податоци и информации за животната средина, заштитата и спасувањето, безбедноста пред да почне да го работи урбанистичкиот план. Откако планот ќе биде готов, изработувачот нема обврска да провери дали тоа што го направил одговара на безбедносните прописи. На крај, никој повторно не се враќа кај нив за да, по новиот закон, за да дадат мислење на предложеното решение. Она што ние сега како општина го договоривме и како нова комисија која работи на евалуација на урбанистичките планови, дека без овие мислења од надлежни институции ниту еден план нема да помене. И мислам дека тука одговорноста нема веќе да биде само на општината, ниту само на планерот, туку ние сите заеднички ќе носиме подобри одлуки. Уште позагрижувачки е кој ги подпишувал елаборатите. Новото раководство во Дирекцијата за заштита и спасување, например, ни откри дека во тој сектор кај нив работата во минатото ја вршеле и лингвисти. Се бара од Дирекцијата за заштита и спасување да издаде елаборат, да подпише елаборат за заштита од пожари, експлозии и другите мерки кои се предвидени, а да не учествува во текот на контролата во текот на изградбата и крајно во техничкиот прием на објектите. Џаферовски вели дека преземал мерки за подобрување на состојбите. Направивме специјализирано одделение за издавање на урбанистичка согласност со соодветни кадри кои ќе ги издаваат, кои ја разбираат таа проблематика и кои ќе ги издаваат тие елаборати, така да во тек сме на консолидирање во таа смисла и средување на тој хаос. Хаосот по пожарот во Омати се уште не е расчистен. Има неколку приватни тужби од роднини на загинатите против локални и владини функционери, но истрагата на грчкото обвинителство трае и ниедно официјално лице засега не е обвинето. И да биде, тоа не може да ја компензира загубата на 91 човечки живот.